Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface where they can hurt us. We'll far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Oh, oh. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Bora! Шубо, еј. Браво. Браво. She was start. Да ти кажем право, не ни очекував, мислам, го очекував гласни одел, ама не дека толку гласен ќе биде. Кај сте, дечки? Не, Колку време се спремаме, се погодваме, сега ќе направиме вака, ќе направиме така. Овде, онде, студио природа, конечно бидна работата. се договоривме после месеци. Да, ама видиш, тоа е чудна работа со сите е така, не само со вас, Да. не имам приметено дека нема, уствари нема потешко од гости да договориш за во емисија. Хаос невиден. Што правите ви? Што има ново? Ние учиме. Учите? Пееме. Чегај се, возраст, школо, каде, како? Не, оти немам појма, Јас јас не да сум во почекај. Текич. Јас уште сум во Даме Груев, 9 оделение сум, па до година со во музичко. деветолетки сте сега, јас до 8 учев и после средно. Шубо. До година музичко. Музичко? Соло пеење? Да, да. О, шубо, да немаш веќе одбрано каде, како? Имам веќе 3 години одам кај Маја Митровска. Браво, браво, за мерак. Ти, Чупче, Јас кај си? учам гимназија, горната, и музичко паралелно. Леле, ако те слушни, татко ми, леле. Од тебе. Ти знаеш колку време ми велеше, запиши се горната, музичко ќе го учиш вонредно. Бе, ти реков, чекај малце. Ја не, пошто бев ученик со сите петки, запиши се горната, за секој случај, ти шо знаеш што ќе биде во животот, ама учи го и музичко паралелно. Бе, ти што треба да се раскидам тука? И сега ќе ми речи после емисијата, те гледаш? Има, да. Гледаш Чупето? Шо? Абе, шо знам Како јас? успеваш да стигнеш? Стигам, не може да се одлучам никако, јас математика и физика сакам. И понаправари цел живот. Ама и музичко сакам, 9 години учев.
А музичко Основно. нема ни математика, ни А физика. музичко нема ни тоа, не можев ни од ова сад кажам, ни од тоа сад кажам. И реков сега ќе пробам. Ако оди, оди. Ако не оди, не оди. Да сме здрави и живи. Ке видим. Еј, шуво, прв пат слушам некој да баш таа комбинација да има. Средно, Најтешкото. да бе, горната гимназија, најтешко, ама после тоа и музичко плюс. Дека малце беше. Малце, да, малце и само музичко е малце да го учиш. Вистина, по цел ден бевме на училиште, ама добро. Јас Не- сум малце, не сум знам како е. одвучен. Со Никој малце. не може да ме предомисли. Така? Јас од многу малку се сакам музичко, а и јас сум со сите петки ученик, исто. И те Дали- превари Да. оди. Да, бе, да. По Ама физика, Физика заедно. математика, а јас музичко ќе одам. Па, јас и мене ме пуштаа понад превари по чуда и кога дојде, не знам дали правите ви прат некој тестирања да ви дадат предлог каде како, ти ние кога бевме ни основно прат, праја. ни прат. Јас мене уште ми немат. Мене ми ништо не ми изведе нешто математика да камо немаше ни музичко понуде. Не, нема таму. Ние знам дека бевме негди, полагавме некое тестирање, и то со сати траеше и од сите предмети имаше онакво. И А кога дојде такво тестирање, Да. да те примат демек. Не бе не, тестирање да видат демек за кај си најмногу, на кај клониш со знаењето и демек таму да продолжиш, да ти предложат. И кога ме викнаа мене, се сеќавам ко ден денес, и демек одлични резултати, вака, така, и демек немаш се дорешено, ти јас бавен бев многу полека, ама се што имаш решено ти е точно, можеш ова да правиш, можеш она да правиш, не знам. Абе, глупости Се онака, можеш, се. астронаут, не знам што некој, демек се можеш да постигнеш. Имаш некоја идеја што кај ќе се запишеш? Да, му викам музичко. И штама онатре. Како Така музичко? остана ја. Така реков, сакам музичко да се, мислам, то ми е желба, талентото, она. Родителите и викнише, ајде, моите дојде, моите, и мислам, и татко ми не кеше првично музичко, ама виде колку е сато и после рече, оти тој армоникаш беше порано. Аха. И после рече терај. И кога дојде овие да го убедите да се запише, абе, никој не го убедил, му вика не, туку ако сака нека тера. И толку беше муаветот. Вака се, јавноста ве знае најмногу од детската Евровизија. Мислам, јавноста во случајот сум јас. Јавност. Пошто јавноста може и да е поќе информирана, јас сум слаб со информации за сите мои гости општо. Секогаш Да. сум бил, зато лабаво ја викам емисијата, за лабаво да си направиме муавет. Без прашање. Да, јас за малце ќе одев на таа другата Евровизија, ама статива удрив, За малце. пречка удрив, да. И сега ме интересира... Гласав. Да, ме интересира вашето искуство на детската Евровизија какво е. Не знам кој сака да одговара. Многу интересно, Кој вака било? имаш Пола, двајца. Не знаеш кај да се свртиш Со побрзо. кревање рака. Ајде, Ајде, од кај кажи. тебе да Ајде, почнеме почнам прво, јас. како девојче. Стварно, Евровизијата беше стварно многу преубаво искуство беше за нас. Нешто што дефинитивно не може да се искуси секој ден. И илјадници пеачи, мали, големи, сите сонват додат на детска Евровизија. Од Европа са генерално. И ние стварно Мора имавме ги таа гледам јас шанса. да ти кажам, од кога бев на надпреварувањето, гледам дека и цел свет следи од Аргентина Да. има фанои многу, од не знам Од каде. Америка, Ми од- пише од Аргентина по Сва- радија да те Да. пуштаме, знаеш. И значи ги пратат и надвор, така што веројатно од цел Да. свет има луѓе што сакат да учествуваат. Многу има и фанови и следачи на Евровизија стварно од цела земја. И многу беше убаво, и не знам. Ти го рече, ќе кажеш, но Па во јас право тука е. кога на спросе во право. Тоа искуство многу мал се може да го искусат. Не знам колку, дали 20 деца од цела Македонија имаат учествувано на детска Толку Евровизија. 2000, Како мислам и пеачи, од четврта. 2002 И 2000. детска Евровизија. е. То, И многу убаво искуство е. Некој такво нешто дискусија, висина и Вага се дека мачно. Е, па то сав да прашам Е, следно. тоа. Ти луѓето не знаат. Те тие си Мислат мислат дека цак. одиш таму и журка и пееш и Ке си си заминуваш, попееме. ке се Ке си прошеташ попееме. малце. Ајде те однесо те прошетаја малце. А, Не се така ми свесни, веле. да, не се свесни дека одиш, правиш проби секој ден, договорени пресој, чуда ова она. То ме интересира. Правевте проби секој ден, Значи, имавте Секој вторник и петок бевме Скопје. Скопје и викенди. И викенди, да, спото три дена бевме Три дена Скопје се за спотото снимаше. ни од Битола. Спото. по. А, Само кажеш спото ти- збораме.
мачно, да, вистина многу пати, секоја недела бевме Скопје, значи многу интензивно работевме. Со месеци не Со одбраја месеци, да. во јуни не одбраја. Да, од август до ноември месец секоја недела бевме Скопје. То многу вистина мачно, ама јас имав таква шанса уште 100 пати ќе го направам. Не 100 бесконечно пати. И тие тоа го знаат и затоа треба секоја недела да одиш после проби да правиш. Не, супер. Проби, па на интервју ќе те викнат, Да, па ќе да. одиш, па на облека да ти одберат, па на не знам што не. Имавте стилисти башка што ви одбира Имавме стилисти. Имавме, да. Браво, јако. Значи ова ствари како ние на Идоло што бевме, мање више од прилика тука тука стилистите одбират, одиш проби, правиш, Да, снимаш стилистите, реклами, да. чуда. Јако. Јако. А кажете ми како со стилисти вака навикнати сте да ви одбира некој друг алиште или малце беше Реално? Да викнат и мене. Затоа Мама прашам, ми знам како одбира. е. Реално, мене малку ми беше тоа проблем. Отиш таму и тој се нема да кажам сега с кој, ама општо. Ти велат ќе го носиш ти ова и тоа е моја одлука. Јас му велам, мене го Не те прашва, нема прашвање. Па ти треба да го почитуваш демек мојот збор, нивниот збор, тоа е најдобро. Демек. Не види, тие дефинитивно мислат дека тоа е најдоброто во моментот. Да. Ама Дали ти дали го ние се сакаш осеќаме тоа? добро така, дури го носиме тоа? Тука е тоа. Ама најдовме на крај компромис. Сепак и тоа е Да. многу убаво искуство. Убаво. Да трчат околу тебе, да те шминкат, да те Да мерат. те облекват, да те Дефинитивно, мерат, да. да те... Види, Да то се, многу убав да ти школа е претариш, во да. суштина. Исто беше и на Идолот, знаеш, шминкери, фризери трчат околу тебе, те облекват Сите, она. да. Знаеш, одбирате алишта, ти му велиш ова мене. Не, ова не е јас, разбираш. Не, ова е тој готово. Кој Ова те е прашва, крај. разбираш? И се тегниш, се онакваш од друга страна, па тој те облеква. Ако се облечиш по твој, ако не е стилски, ќе го јадат со стилот него, нема Да. тебе да те јадат. И се сите сакат најдобро, што е според нив. И тука е уствари конфликтот, затоа и го прашав прашањето, ти знам мене како ми беше. Како ти се те шминкаате, како ти беше вака Мораш. што- Шминка, јас му се Мадрид, 5 смеев души, од страна. Мадрид 5 души седе околу нас. Едниот ова правеше, другиот косата, другиот ова се, значи 5 души се различно правеа. И Хаос. таму беше, мислам дека на светско ниво, може и над 30 фризери шминкери имаше. Нивни од нивната организација? Нивни, таму те чекат. Шубо. Таму те чекат, влегваш, се седнуваш и околу тебе за станците. По светски скроз. Нема, има огледала вака и по два тројца имаш за тебе, зависи колку. Една те шминка, ама те шминкат стварно. Јас во такво издание се немав никогаш видено. Кога се видов на огледало, Јако. значи си викам, Јако. други да. две тука те виткаат, па третата и така викаат, тука Да. се брза. На шпански. На шпански. Ти си се подсеќаш онака на филмот што имаш гледано кај што вртат околу Да. нешто. Да. Филмот ти се прави. Света тука, па камерманите мек да снимат бекстејдж. Некој ко Виктор вака ко мене ви помина Да. со гимбало, врати назад, тргни за преаго, живи се, сигурно е уште појако чувството кога си помлад вака. Ај се мене да ми се случи тоа многу, пошто го имам малце од малце поминато, не ми Да. менува многу. Ама како Доживување, помлад, доживување. да, преако. Многу. Имаше и се дружевте со децата други таму. Тоа Како пацана. О. Не, Има приказни тука, Не. ама не те ги имам. Не големите. Не. Туку многу се со сите се здруживме. Мислам не со сите, со одредени деца, ама со Покето покето. се. Многу ни беше жално последната вечер, оти 7-8 дена бевме таму и секој поручек заедно јадевме, секој ден заедно и сега на крајот имавме како забава последна, после Евровизијата вечерта имавме забава и сега се таму се смееме се и после ни кажа дека дојде крајот, не може го почнавме сите таму да плачиме. Тоа беше липање, Има едно липање. видео Преако. то и плюс ќе пушти она од Bohemian Rhapsody Мама. Еле. И плюс таа како што е малце така тажна Да, и сите драматична таму е. Ко дојде камерманите не снимаат, ко се видов со тие Сите вака снимките, околу нас. шминка така Да. црнила, цела како когјал, Брако. Една когјал. слика имаме Преако. јас, Ана и со детето од Украина.
Таа мислам дека најпопуларна слика е Ана цела. Најпопуларна слика, не знам колку 100.000 вио има, јас личам вака на гјал со маскарата истече. И седевме до 5 сатов за вајле, оти не можеме да се разделиме. Таму колку живи се преако се потсеќам вака дур збораш на такви некои ситуации што фестивали ова она и вистина јако чувство, особено ако имаш луѓе од цела Европа таму што снимале. Рачина и цело време си со нив. Да. Со нив си на доручек, со нив си на проби, со нив си на се и сега сите имате една цел. И сега немаше ривалство некое. Сите се поддржававме, викавме, шлукавме, тука ќе пеше, други. Не да сакаш да сгреши тој, за да мек ти поарен да испаднеш. Да, ама видиш, последно некако така се случува општо сегде. Ние исто на идолот немавме. Никој со никој не беше контра или скаран или нешто. Сите баш напротив, сите секоја вечер бевме, знаеш, се дружиш цело време, свириш, пееш ова она. И многу интересно чувство е. Туку кажете ми како е на бина толкава се бе. Прво, дали беше голема бината? Тоа ме интересира. Сцената беше... Мислам и просторот внатре. Просторот беше колку Борис Трајковски. 8.000... Добро, да, не... 10.000 публика. Добро, не е малце, сепак. Од 8 до 10 сигурно имаше публика, многу голема публика. И мислам дека бевме двајца, немавме толку трема. Например, спрема другите што беа сами се тресеа на сцена, а ние си се смеевме. Ние со Алексеј требаше да си излези на сцената, оти цело време бевме со делегацијата и до еден момент мора да те напуштат, има еден пат, да го наречем пат тунел, да излезеш до сцената. И значи не остаа сами таму, другите деца во моментот се тресат, не можат. Ние со Алексеј такви мајтапи, некои глупости, не знам, дека имавме микрофони и не римавме и се шептевме нешто на тие игрите. Значи паѓавме од смеа луѓе. Тоа од малце. Јас ако сум таму ќе излезиме со газење од смеење на бина, нема крај. Јас во такви моменти кога шумират глупости за зборање, тоа е. Тоа малце од стрес. Ама добро што не се тресевме ние туку глупости прават. Супер. Например, таму имаме 5 проби пред финалниот настап. А едно нив е генералната проба. Таја е најбитна проба. На генералната... Се копија, како... Так, се копија. Генералната иста е како настапот, како настапот, само тогаш дава жирито бода и исто има публика. Туку се со жирито прат прво на пробата. Да. И таму мислам дека имам заборавано затоа. Мислам дека таму ни беше најубав настапот и се таму слеговме и спеевме и Ана почна што ни беше шеф на делегација, почна да плачат. Јас му се смеев лице, викам зашто плачите? Абе шо ви е? Ама јас така се правев на таа генералната проба и другиот ден кога беше финалниот настап, кога завршивме го почнавме сите да плачиме. До вчера ми се смееше, после. Зашто плачи? Не знам. Тој е липа, овде му видам Алексеј шоти. Нема емоции се тие. Мислам самиот адреналин што ти иди во такви моменти и емоцијата што ти иди, особено ако го направиш настапот како што сакаш. Тоа е може да излези на таков начин комотно, пошто нема како да излези поинаку, знаеш, го имаш во тебе, мора да го искажиш. Јако е тоа, жими се, мене ми се случува ден денес. Приметивте пред да почнеме со емисијата, 200 пати сгрешив на почетокот и ако цел век ова го прам и цел век пред камера суми пеам и ова и она, секој пат без промаши, дали ќе биде настап обичен, дали ќе биде пред камера, дали онде ќе снимам нешто, одма ме фаќа тремата, ама тоа е супер. Луѓето проблемот уствари како луѓето сваќаат тремата. Има многу луѓе што кога ги фати трема, ги фаќа страф. Да. А уствари тремата е возбудата, може да биде најголемиот извор на енергија во тој момент. Па, мене дефинитивно ми е. Да речем, на пробите немав енергија, кога да кажам. Ми велат, шо ти е, Ана, демек, дајте енергија, луѓе, не пејте како млитави, колку само за интонација да фатите. Ама дури не има така трема, публика, светла, вауна, нема, не е тоа. Не, друго е. Да.
И таа трема што ќе ја добиеш тогаш може да те направи буквално да испееш се. Да. Мене Да. тоа ми си има случајно песни што немам ни да помислам дека можам да Да. ги испеам, да ги испукам на настап негде ми дошло на моменту и сум влегол директ, а знам дека ја претходно ја немам испеано, била Да. превисока или што и да е. И ја пееш гајле немаш онака од толку Да. што ти иди. Ма ти иди нешто, Да, сега да, или да. или ќе го испееш или ќе се устроамиш и да се И повод. па сега види А вака. најчесто ќе го испееш затоа што Па дури имаше еден мајтап имаше од кога завршивме настапот со Ана, во живо што беше настапот, викавме Thank you Europe, и јас како ураган се втури вана, оти требаше се гушливе. да ми изгушка. Ама тоа испадна многу емотивно, јас како ураган се втури во неа. Да, и ја истуркав. и дури ме крена. И после тоа Чешит. имаше како клипчиња од тоа Е, изваени. тоа е емоција чиста, не можеш Да. не можеш да го изглумиш тој. Тоа е уствари најубаво дел. Сега уствари кој сака да ми испее некоја песна, оти ќе треба да размислам прво дали ја знам, да ја пробам, да ја чуем. Па Кој ајде, сака да испее? Како било? Кој е? Ај, јас. Ти? Која песна ми рече ти дека саеш да Па пееш? малце знае. Не знам. Хајде онда ништа. Од кој беше таа? Тијана Ако Богиче. сакаш прва мојата, може црешот. Не, Да, нема која врска. сака по И за неја која- ќе треба размислам како, ама ова ќе треба да ја чујам, пошто стварно Може ја една знае. секунда, може да ја знам, не Па викам не, знаата ама е. јас ова ствари ептен битолска, ајде ништо, тоа, Тоа, ајде тоа ништо. Е сега, може ги те грешам малце, не знам, А мал да уживаш. ама ко за прв пат слушано, ќе се ќе Тоа пробам. бе, ако за прв пат слушано, Ајде да видиме сега. Само еден дан и ноќ nama desilo se sve I padale su maske tako brzo kao nikad Privlačila se tela, pogledi ispijali do dna Sa mnom ti si bio ti A ja sam bila ja Ne može na silu ništa Ja još uvek učim to Da prokleto me vučeš Ja bih uvek s tobom ponovo Ja tajnju kažem neću noću Ipak prevarim me sad Da ovo s tobom ljubav je Baš zato što je stalno rat Ako ne ide nam da smo par Ako ne ide nam da smo tajna bar Veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar Hajde onda ništa da ne budemo Hajde onda ništa da ne delimo Ja sve više tvoja dan po dan A ti sve više stradi srećan nisi Sa tobom klizim na dno Ma hajde ipak ništa da ne budemo Da ne budemo Може ја поводив на крајот песната, човече. видно. Ете викаше за ритната вака, така, испеа песна, Ритната? ајде вено, ако ти Некако. не се измеша, Поминав. мислев ќе влезиш негде некој глас, втор, Не, аз трет, знам пет. дека- Не ја знаеш? Не. Шамо и никој не Вау. знае. Не знам што Увелам. песни бираш вакви што не ги знаеме да ти се шал. А ено живели са со водичињата да маниме, Ајде. пошто тука Со негде... ракијата. Да, со... Немој со ракијата, ќе речат, види гој деца, вика ракија му дава. Кажи има асоцијално. Вода е, значи вода е, Вода. да не речите после вака така. Да во жутулкава чаша. Не, види, Не гледаш најсе смети ќе волкава го чаша ако тури некој ракија, значи стварно треба да е на место кастанју. страшно нешто. Него правевме муавет за Евровизијата. Вака дека рече под зарипната, си имате некои метани што си ги правите кога сте под зарипнати вака по дома или уште ги учите метаните? Чат GPT Јас кажу. не. Чат GPT. Јас имам едни бомбончиња се куфам за гласа, само тие ми треба да. Најголем Сите- рекламир на бомбончињето не, џалфија не му. кажу, гојте, само жалфија се. Од секоја аптека ги имам пробарсте бомбончиња за гласот. Само тие ми помогуваат за гласот и плюс инхалаци, кога сум настина.
Јас овеко немам инхалација направено, не знам како изгледа тоа. Мислам, не дека не сум не. настимвал, сум Да. настимвал, ама немам дојдено до тој момент изгледа. Знам на идоло дека праја некој од изведувачите и то редовно пред настан обавезно. Не, Во пред Мадрид настан не не ми знам се ти шо саќа. беше. Ако направам, извини што прекина. Ако направам пред настап, инхалација ќе ми зарепне гласот. Јас инхалатор немав пробано, мислам имав, но ама многу малце. Од кој идов Мадрид, купив инхалатор, од таму бевме настинати двата. Од там купив инхалатор и Осте, редовно со- се користам кога сум настинат. Со И два сега се инхалатора. навлече на инхалаторо. Со два инхалатори бевме Побрзо таму, со ми маски, поминува. со Леле. кортико, Да. со физиолошки, со не знам што немавме Страшно. купено. На со бронхит беше. Јас со бронхит бев. Беше настина со Со бронхит. бронхит и пеев. Ко се вратив од бит, ако се ај таму издржав. Ко се вратив, леле. Да. Со месеци не можев да се опоравам, да не можам да. да зборам. Да. Што би рекол комшијата, ужас. Ужас. Море, не терсене. Јас мене ми се случи да зарипнам така на Иос кај што свирев и таму бев пошто секој ден и то ко ме слушнаја на плажа и договорив свирки човече, значи 4 пати дено некојаш настапа. Чостор. И едниот ден ќе го издржиш, ќе помини, знаеш. Да, другите. И ќе станеш другиот ден, грло немаш, здраво. Здраво. Не постои, разбираш. Таква бев се бај. И си викам, во 5 сато треба пеам. Шо ќе прам со ова грло? Мора ми кажуват приказни таму, ова, земи портокал, земи ова, ништо, ништо вате не џаве. И поможе, ојдов ништо. првата песна. Да. И почнувам, примера, кога свирев од Амол, ја почнувам од Емол. Спуштена, ен тон е подолу и почнуваш, пример, песната и брчиш долу нешто. Првите 2-3 песни дур се заграј гласо, после тоа не е страшно. тираш? Не си 100%, ама тераш, нема гајли. Ама навика е, знаеш, мене, кај колку време така, ќе пиеш јајца, живи ќе пиеш, ова ќе пиеш, какви јајца, Никако, какви Никогаш јајца, во веко не. немам пробано таква Јас имам работа. Не. право на јајце. Да, имам Живо? 2 пати пијано Не живо можеш јајце. да ти- Јас сокој газирани пијам. Контра на сите тоа што не ми е, тоа не го зборат. пијам. Значи пред настап, зарипнат, не зарипнат, ќе си манаме носокче, ќе ми отпушти гласот, тока чисти бигор во мијалник онде, грлото не ќе го изчисти. И супер, знаеш, ама ако го пазиш многу, вистина е така, ако стварно многу го пазиш, на секоја мала ситница ќе Да. ти се зарипнува и терсене. Не, јас си пијам, не дека нешто го пазам. Тој ми опаси. Еј шуво, кажете ми дечки, во иднина плано е некои музички вака, сигурно имате многу, со ништа имате многу, сигурно и јас имав во тие години, уште имам, не дека немам сега. Не знам од која страна сакате да почне, ме интересира шо е планот понатаму. Бевте на детска Евровизија и сега треба направите некоја песна, дали заедно, дали посебно, дали ваша работа си е. Шо ви се плановите, со тебе ќе почне, пошто си зарипната. Или Пошто сакаш не да можам ти да дајме зборам. малце да размислиш? Не, Некоја веќе, минутка. како Ето гласо, почна, не? Да избегува. страшно е, луѓе. Јас не имам баш некакви планови. Прво сакам сега да завршам средно, нормално, двете. Види, кој не Hopefully. завршил средно, ако не завршиш средно, ќе ти честитам. Не. Значи сакам Туку две имаш ти, бе, за... Да види, потешко абе, ги барем ама ќе едно да биде. чекај сега. Ќе биде. сакам јас да си учам да имам некоја, не знам. Јас нешто сакам многу со бизнис да работам. Многу. Као бараш музичко, тоа ще е бизнесите. Ама сакам паралелно да си работам и со музика. Можеш, Нешто, да, мислам, можеш. тоа ми е стварно како хоби и нешто што не можам да го одделам од мене. И секогаш ќе го сакам, секогаш ќе биде дел од мене музиката и пењето и свирањето и се. И сакам да најдам, да успеам да најдам некој баланс помеѓу професијата и помеѓу музиката. Оти не ќе мене да ми е музиката професија, отивам и други работи што ги сакам и сега многу сум измеѓу. И затоа не тоа што да ви кажам. Тоа беше моментот, дали сакаш музика да ти би професија. Ако не киш, тоа ќе ти биде полесно да одлучиш понатаму, пошто средното е супер да го имаш како школа. Факултетот Мене- треба да го имаш ако веќе со тоа се занимаваш понатаму, пример, не знам, добро, се има и популарни смеро, јас ко учев беа класични. Се ако пееш во опера, да, во ред, факултет, Да. ти треба ако правиш такви концерти, ако не се занимаваш со тоа, реално нема за шо соло пеење да завршваш, пошто немаш Да. потреба, не Да, го да, користиш нигде. Така што ако планираш музиката ти е хоби, ти можеш да си тераш после други школи, бизниси, да си правиш песничиња од страна. Така ќе ми биде мислам полесно, ти сега ако ти е професија е те музиката и сам со време треба да се форсираш.
А вака мислам дека барем за мене сега ќе биде поубаво, ќе бидам порелаксирана, ќе оправам поќе за кеф. Не знам. Ќе видиме животот што ќе биде. Да, ќе си кажи времето. Да. Тебе те гледам како по музиката да ми си поќе, не си по бизнисите толку. Има кој да ги тера бизнисите. Ќе ја земиш менаџер. Види негде ќе си подпевнувате, негде не мора. Менаџерот ќе влегва во дует. Да бе, да ти пееш едно време ти го зема микрофонот напред. Менаџер што сака прави така микрофонот. Преако. Што планираш ти да правиш? Мене главен ми е фокус музиката и сакам да види како професија и сакам да живеам со музиката. Едноставно сакам музика. Ќе учиш математики, глупости таму, тие гајле, Как бизниси, математики? кој бизниси, Да се мажам цело микрофонот. со математиките. Не, сакам сега нормално средно музичко ќе одам, после музичко сакам да одам негде на факултет странство, не тука. И сакам да си направам неколку, сега сакам барем до 2-3 години да имам уште една своја песна. И така, сакам со песни. Македонско прашање, ти не тука на факултет чум? Па сега да се Оптимистам дека другите Нека се запрашат. Да, во право си. Надлежни Имаш асистент. негде во план кај сакаш да одиш или? Јас слушам француски во моментот. Јас мислев ќе Епа речи сега- тука негде Словенија, Не, сега Франција тие- ќе оди. Франција, Велика Британија, тие европските поразвиени европски држави. Паметно Што си размислуваш. поразвиени со музика. Не можам да речам, паметно размислуваш. Што тука ќе се расправаш? Оди таму негде расправај се. Бо преако. Уба идеја имаш. Не можам да речам. Интересно, да ни запееш нешто вака да видиме дали да те Ајде. пуштаме Франција или Ајде, да те држиме тука Може, негде. ајде. Што сакаш да ни запееш? Што рековме цреша, Цреша, рече, тоа ќе ше пееш. Која сакаш почне? Идем денес ко сонлива песна, ке долета мирисна цреша, кога пролет ке расути в поле, една цреша што мене ме чека, кога морав да одам им реков, се што имам, и куќа и нива, нека земе што му треба секој, но црешата да ја најдам жива. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат по животи туги, кој во моето минато плови, сосем мирно и без да се срами. Само ветрот гласот го слуша и ко ехо се врати пак в душа. Убава песна не сака баш секој и на славеј камен фрла некој. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат по животи туги, кој во моето минато плови, сосем мирно, без да се срами. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат по животи туги, кој во моето минато плови, сосем мирно и без да се срами. Шубо. Па, Да ти дојде малце висока или? Не. Не, таман, добро. Дечки, имаме муавети за прајање уште, ама си велам доста е за денес. ако станеме ние вака, Да не направиме 2 сати емисијата. Да. кој ќе не гледа? Да, следно здравие Боже, кога ќе направите по едно песниче ова она, па баш ка ќе видите гости, па ќе свириме, ќе пееме, ќе правиме некој дружби. Дајме Дај со Боже. инструментите. Да, јас да ви кажем искрено ви посакувам се што сакате да ви се оствари, да си Ние правите тебе. музичиња, да си правите песничиња, да си го терате филмот и вие ако не си го терате, никој нема ви го тера, тоа да ви биде јасно. Баше. Така што мислам супер и родителите гледам дека ве поддржват и дека си го терате филм и тоа е супер. Поздрав и до Дефинитивно. родителите. Да. Па реално Поздрав. без нив ние ништо. Да.
Ни така е. Евровизија, ни пеење, ни учење без Така е, родителите. тие си знаат. Ти викаш леле мачно беше Тие одеме си секоја недела тешко на родителите, јас да ви кажам. ама Реално нив најмачно му беше. Секоја чест јас не Да. знам тоа како го направи. Нема везе, битно успее и битно бидна работата и тоа е најбитно од се и најбитно е што ве поддржват и што и понатаму ќе се апсолутно. дружиме. Фала ви многу за гостувањето. Фала Се и надам тебе за дека убаво си поканата. поминавте. Прео, пренајубаво. Да. Се надам дека беше лабаво. Најлабаво до сега. До сега најлабаво. До сега најлабаво. Шу. И се надам дека и вас ви беше лабаво. Опа, го скршив микрофон. Ајде. За улозарност. Се надевам дека ќе ни дојдите пак наредна недела во 18 часо и спремајте се ова пред новогодишно ќе маниме некоја емисија плюс така што за нова година ќе биде журка сигурно. Супер. Толку од нас, поздрав, имајте убав вечер. Чао. Чао. Чао.